Здраво TikTok ентузијасти, еве ме во уште едно видео за кое сум сигурен дека ќе ви помогне во намерата да креирате вирални видеа на TikTok социјалната мрежа. Ако го изгледате до крај ова видео, гарантирам дека ќе се стекнете со многу знаење кое ќе ви даде одлични вештини во креирањето на видеа кои ќе бидат јадица за многу гледачи и ќе ви донесат многу прегледи. Во претходното видео зборевме генерално како TikTok социјалната мрежа дава можности за развивање на еден бизнис базиран на продажба, а кој не го гледал тоа видео, нека го побара линкот во описот. На тоа видео споменав дека е подеднакво важно и што ќе снимиме, но и како ќе снимиме, па ова видео е баш посветено на некои финеси, некои компоненти на виралните видеа за кои сме свесни или не сме свесни дека постојат, а се крадец на нашето внимание. Еве да почнеме со прашањето што да снимам. Постои еден точен одговор, а тоа е дека мора да се сними оригинално дело. Зошто? Прво затоа што доколку креираме копи, си ја намалуваме веројатноста да пристапиме до гледачи кои можеби веќе го имаат виден оригиналот, па само ќе лизнат со палецот преку нашето видео и ќе изгубиме можност да привлечеме нечие внимание. А и втора, самата TikTok социјална мрежа, алгоритмот незин форсира кога има оригинални решенија, оригинални авторски дела, отколку кога препознава дека се работи за копии. Сега кога сакаме да снимиме оригинални авторски дела, тоа се мисли и на видео компонентот, односно на визуелниот дел, и на аудио делот, односно на приказката што се раскажува во самото видео. И ако ја анализираме, да речеме сега, само приказката, тогаш потребно е таа да биде осмислена секако, нели, пред да започнеме со снимањето. А пред да замислиме самата приказка, убаво било да дефинираме во кој правец ќе се развива, односно во кој стил. Па најчесто приказките се поделени во три форми. Тоа е потврден, каде што се збори во афирмативна форма. Пример, 5 работи за кои сум сигурен дека ќе ви направат нешто. Негативна форма, 5 работи кои не смеете да ги правите, или со прашање, дали знаете кои се 5 работи што и така натаму. Овие три стила се генерално стиловите кои се користат во креирањето на приказките во TikTok видеата. Во делот на визуелниот момент, подсетување, видеата требаше бидат еден колаж од кратки видеосеквенци кои ќе имаат трајање околу 3 секунди, но не повеќе од 5 секунди. Треба да се така монтирани да нема пауза помеѓу нив, односно приказката да има постојано динамика, постојано да се слуша тонот на раскажувачот, нели, постојат и моменти кај што се прави намерна пауза, како еден вид јадици, тоа ќе го видиме во подоснежните слайдови, што значи треба да има постојани активности кои ќе тераат гледачот да го изгледа видеото до крај. И за ова видео јас одлучив да споделам со вас 13 мали тајни на големите мајстори, што тие користат како компоненти, како трикови, како режиски моменти со цел да може едно видео да биде што поатрактивно, попровокативно, попривлечно за гледачот да го натера да го изгледа до крај и секако да го побуди интересот за продуктот кој се наоѓа на самото видео. За таа цел ќе пуштам едно вирално TikTok видео кое трае 50 на секунди и во него се содржани сите овие 13 елементи. Секако на почетокот ќе биде многу тешко да се креира едно видео кој ќе ги содржи сите елементи, меѓутоа како ќе се усовршуваме и ќе вежбаме, така ќе биде поедноставно
да ги укомпонираме секој од овие 13 мали тајни со цел да креираме едно вирално видео. Значи се работи за видео кој има преку 2,3 милиони прегледи. Ова видео е комерцијално, што значи е наменето за промоција на одреден продукт, меѓутоа ќе видиме во ниту еден момент не се прави промоцијата како класична реклама. Да го изгледаме, па ќе ги коментираме компонентите на ова видео посебно. Kako ova afrička plemena imaju tako bele zube? Kad nemaju četkice, pastu, konac, listerin i verovatno ne idu kod zubara. U čemu je onda fora? Malo smo istraživali i saznali da grickaju neku grančicu koja se zove misvak i ta grančica je efikasnija od svih preparata zajedno. Sigurno se pitaš, ma daj, šta je ovo? Ne moraš da ideš u Afriku da bi probao, ima i kod nas da se kupi. Lako se koristi. Ogoliš 2 cm i ovako zarežeš. Žvaćeš dok ne omekša i onda je koristiš kao običnu četkicu. Stani malo. Zvuči ti čudom da pereš zube sa grančicom? Samo se seti da svako veče pereš zube sa plastikom. Misvak daje bolje rezultate nego da si koristio sve one preparate i išao na izbirivanje kod zubara. I pritom je 10 puta jeftiniji. Ne treba ti ni voda, ni pasta za zube. Kada završiš, samo odsjeci iskorišćen deo i vrati misvak u pakovanje. Ako ti je sve ovo prevelika promena, prvo probaj misvak pastu za zube sa 100% biljnom stevijom i ekstraktom misvaka. Idi na misvak.rs da kupiš jedan za sebe jer sada znaš. Ете го видеото. Прво што можам да прокоментирам за ова видео е дека е направено во класичен тиктокерски формат UGC, User Generated Content, односно тоа е начин на креирање на видео каде што имаме наративна форма, односно некој лице раскажува некоја приказка од лично искуство и тоа се трендови кои ги донесе, да речеме, TikTok, односно ги исфрли во прв план како формат за креирање на видео. Ќе започнеме со првиот елемент кој всушност е и почеток и крај на видеото. Може приметивте, може би не, тоа се нарекува луп, односно кога видеото се завршува со реченица која е во потврдна форма, а може да се надоврзе како иста реченица со првите зборови од видеото. Што значи последните зборови од видеото и првите зборови од видеото може да се надоврзат едни со други, па така видеото почнува какво ова афричка племена имају, а завршува јер сада знаш како ова афричка племена имају. Што е поентата на овој луп? Еве да го видиме конкретно. За себе, jer sada znaš kako ova afrička plemena imaju tako bele zube. Две се мотивите за користење на луп. Едно е затоа што корисникот нема да препозне кога видеото завршува и автоматски почнува да генерира втор преглед на истото видео, што помага за зголемување на бројот на прегледи, а и самиот алгоритам на TikTok препознава дека видеото буди интерес и дека луѓето сака да го гледат повторно, што е индикатор дека треба да го проследи на други луѓе да го гледат. Второ, што кога имате вакво надоврзување, корисникот нема потреба да стиска watch again. И кога нема потреба да стиска watch again, автоматски се уште му се држи активно вниманието, наместо да биде пресечен, да заврши видеото, па да биде дефокусиран, да треба да стиска watch again. Сето тоа се мали кратки моменти на дефокус кои може да го натера да клизне и да го тргне нашето видео. И нели колку повеќе пати го прегледа нашето видео, толку поголема е веројатноста дека ќе се заинтересира за нашиот продукт. Исто така, доколку видеото е богато со информации, нема да се враќа наназад за да ги пребарува тие информации, туку ќе остави повторно видеото да дојде до оние секунди од интерес кои сака да ги слушне повторно, и затоа лупот е добар начин како да го натераме несвесно повторно да го изгледа видеото.
Втор момент кој исто така е уште на самиот почеток и тука е и јадицата, а тоа е покажување на рака, покажување со прст на екран. Ова е, да речеме, моментот од видеото и како е добро да се направи тоа, а ова е пример класична реклама кога една слика ќе се појави преку целиот екран, што помага видеото да добие до поголема привлечност, затоа што луѓето сакаат да гледат видеа кои се пријателски настроени, а не се реклами. Кога покажувате со прст, значи тоа е вродено уште во самото детство на секој од нас, ни е покажувано со прст и тоа ни е стекнато како навика, како подсвес тригер да обрнеме внимание на нешто. А второ, кога покажувате со прст на екран, тоа ви делува како другар види го ова. Наместо да се појави преку цел екран некоја слика, која ќе делува како реклама и затоа треба да се избегнува тој момент на покажување слика преку цел екран. Исто така, она што може да се обрне внимание е на амбиентот, а тоа е дека во самиот амбиент не се креираат некои професионални услови од студио. Гледате расфрлани патики, не наместена маса, плочки, ќе видиме понатаму во сцените кај што имаме елементи од купатило, дека се е тоа во секојдневна нормална состојба и потоа луѓето се чувствуваат покомотно, односно не им се дразни подсвеста дека треба да се плаши од моментот дека пред нив се појавува некоја реклама. Зошто треба да настојуваме да ги користиме овие моменти, да имаме нормална сцена и да покажуваме кон екранот со прст, освен што кажав дека покажувањето со прст е тригер за активација на нечие внимание, подсвесно, исто така реков дека на овој начин се креира видео кое им делува како пријателски совет, а не како реклама. И она што е клучно за луѓето да го купат продуктот е да добијат чувство дека тие купуваат, а не дека нешто им се продава. Ако ви се појави слика преку цел екран, тоа ви е автоматски реклама и чувство дека некој нешто му продава. А ако вака покажувате на екран и креирате видео кое делува пријателски, тогаш луѓето како да ги советувате и они треба да посакаат да го купат продуктот. Освен што виралните видеа треба да имаат одредена динамика со брзи, така наречени катови, односно кратки секвенци, кои траат 3 до 5 секунди. Доста важно е да се обрне внимание и на музиката. Еве ќе вратам назад сега. Ако обрнем внимание на тонот, ќе видиме дека постои одредена музика во позадина, која се прекинува во одреден момент и сега продолжува во друг стил. Еве уште еднаш. Што значи, музика во позадина е секогаш препорачлива и музиката треба да биде избрана во тон кој соодветствува со делот од приказката кој се раскажува. Овдека, да речеме, сега се раскажува за некој истражување, па уфрлja некој CSI момент као дел од сцена на CSI серијата, каде што главна тема е истражување на место на злостор. Освен што може да се користи
вака снимање на сцена, може да се комбинира и видео кое е нели point of view, односно снимено од позиција на нашите очи, со секвенци видеа кои се face to cam. Кога користиме ваков стил, face to cam, тогаш е доста згодно да го искористиме нашето присуство со тоа што би направиле одредена гримаса, одредена гестикулација, мимика со која ќе се вклопиме во самата приказка. И веројатно не е това. Чему е фора? И сите тие движења, сите тие гестикулации, мимики се исто така моменти кои привлекуваат внимание и добро е да ги искористиме. Друга работа е што вакви гестикулации, мимики може да направи некој кој се чувствува комотно и кој е, да речеме, во некое пријателско окружување. Не може ова да го прави спикер на вести, не може ова да го прави некој што прави одредена професионална реклама, па затоа и ваквите моменти на вклопување на нашиот говор на тело со приказката само го истакнува моментот дека ова видео е нешто пријателско со кое сакаме да допреме до луѓето. Исто така постои истражување кое потврдува дека доколку се појави реално лице во самото видео, алгоритмот на TikTok тоа го препознава и му дава приоритет, да речеме, во однос на видео каде што имаме вештачка интелигенција, слики или луѓе кои се креирани од вештачка интелигенција, професионални видеа и така натаму. Што значи за TikTok е важно да е видео со оригинална авторска содржина креирано од самите корисници на социјалната мрежа, а не од професионални компании за маркетинг. Кога збориме за моментот што треба да содржи приказката, многу е важно да се направи, освен добра припрема, добро осмислена приказка која ќе содржи и една-две јадици за привлекување на внимание, одредени факти и информации поврзани со проблемот кој го решава продуктот и за самиот продукт. Многу важен момент е тоа што тој продукт ќе се најде кај широка народна маса, тој продукт може би е веќе користен и да се знаат искуствата на луѓето од користењето на тој продукт. Конкретно да речеме кај ова видео, кај конкретно овој продукт, станува збор за гранче со кое треба да се четкаат заби и луѓето пред да ја направат приказката и пред да го направат ова видео, направиле анализа во која сватиле дека во коментарите се среќаат неколку негативни коментари кои се повторуваат и најчесто повторува негативен коментар бил тој момент дека е глупаво да четкаш заби со гранче. Со цел да го пребродат тој момент, дека кај голем број од гледачите на видеото кој го прават, ќе се појави истата скепса, истата предрасуда, они решаваат да го тргнат тоа уште во самото видео, односно на луѓето да им ја исфрлат таа негативна представа за продуктот уште на самото видео, уште моментот додека го гледаат видеото, а не откако ќе го изгледат па да прават анализа за самиот продукт. И тоа го прават така што го уфрлаат тоа како дел од видеото, као споредба переш зубе са пластиком, нели е подобро да переш заби да миеш заби со некој природно, со некој природен материјал. И тоа се покажало како правилен потек, што значи дека анализата на искуствата на корисниците како е важно и мора да биде дел од подготовката кога се спремаме да ја креираме приказката и мора да биде, тоа се препорачливо да биде дел од самата приказка која треба да побуди и пријателски совет пријателски совет кај гледачот,
најдобар момент за пријателски совет, ако ги истакнеме сите позитивни и негативни работи на продуктот, со тоа што негативните работи, освен што ги истакнуваме, да речеме, ги негираме, односно кажуваме дека нема ништо негативно во тоа што на прва може би изгледа како лоша особина на продуктот. Покажано е дека вниманието на гледачите на TikTok видеата драстично опаѓа. Ако креираме успешна јадица, видовме во претходното видео како се креира добра јадица, многу е важно да уфрлиме во нашето видео втора јадица, која по интензитет треба да биде послаба од првата јадица, меѓутоа треба да биде или визуелна или акустична, некоја промена на динамиката, некој трик, кој што е направен тука, да речем, магија, нешто што ќе го натера гледачот да продолжи да го гледа видеото, и тоа треба да се случи некаде помеѓу 10-та и 17-та секунда. Во тој период вниманието на гледачот се сведува на минимум, и доколку немаме втора јадица, тогаш е многу веројатно дека гледачот нема да го догледа видеото, иако сме имале доста добра, јака прва јадица и сме го успеале да го задржиме гледачот да биде присутен на видеото 10 до 17 секунди. Како е направена таа јадица тука? И та гранчица ефикасни од сите препарати заедно. Сигурно се питаш, ма дај, шта е ова? Не мораш да слабо. Ете, гледате, се појавува на 17-та секунда. Тоа е направено со овој момент као демек магија. И веќе сега има друг момент, се објаснува полека за продуктот, што може овдека да се примети кај оваа јадица, дека имаме акустични моменти, дека не е само музиката, туку и моментот кога проаѓа со раката, всушност се слуша и како има некој ефект на магија во позадина. Друг, да речеме, момент на акустика е овај. Гледате, музиката е запрена и се слуша тропкање на масата кога девојката ги става продуктите кои се користат за орална хигиена. И при тоа многу е важно во динамиката на видеото, не е исто дали овие продукти ќе седат вака ставени на маса и само ќе ги лизне во корпа, или сама ќе ги става. И при тоа гледате, со цел да се задржи брзината на видеото, односно да има што подобра динамика, не се покажува цело движење на раката, како зема и остава, туку само моментот кога ги остава, музиката е застаната и се слуша само тропкањето на продуктите што ги става на маса, што е исто доста важен момент, акустичен, со цел да се привлече вниманието или да се задржи вниманието. Повторно, приказ на екран, како се пребарува, со цел да се покаже дека навистина продуктот постои, може лесно да се најде, што е исто многу важен момент на стекнување доверба. Споменав за кадрите дека треба да бидат брзи и кратки. Овдека дури има кадри кои не траат ни неколку секунди, а тоа е овој дел овде. Ако обрнеме внимание на времето, гледате, се менуваат на секоја секунда до секунда и пол. Исто така, освен што се менуваат кадрите во брз временски интервал, се менува и фокусот, односно зумот, да го кажеме. Имате кадри кои се со голем зум, со среден зум и кадри кои се со мал или со мал зум, односно со гро план. Сето тоа треба да се добро осмисли и да се изрежира со цел да може да се одржува динамиката на видеото. Гледате, ова е веќе после втората јадица, каде што повторно вниманието на гледачот започнува со опаѓање
и треба брзо да се одвива приказката, затоа што ќе ни треба во следните 10 до 17 секунди или да заврши видеото, или ќе ни треба повторно уште една јадица да уфрлиме со цел да го уловиме неговото внимание за уште дополнителни 10 до 15 секунди. Уште еднаш и овдека, само тон момент. Стани мало и во позадина се слуша камбана. Што исто така момент на предизвикување внимание. Акустична, јака акустична дразба, имате заповедна форма, стани мало, што ке сите нас предизвикува онака пресекување на вниманието или на концентрацијата. Втора работа што гледате повторно, имате сосема нормална сцена, тоалетна хартија на машина за перење, што да речеме во некоја професионална реклама, ова ќе биде многу поинаку уредено отколку вака секојдневна состојба на упатилото. Освен што имаме да продискутираме за уредувањето, ќе продискутираме и за самиот момент на осветлување. Видовте, во ниту еден момент не се користи професионално светло. Сцените се со некое природно осветлување, тоа е најдобар момент ако користите природна светлина. Ако немате можност да креирате, односно да користите природна светлина, тогаш земете било каква светилка, лампа и насочете ја кон бел ѕид со цел да се добие дифузирана светлина. Најчесто тој бел ѕид е таванот, значи насочете ја кон плафон, зраците кои патуваат до плафонот ќе се распрснат, нели, ќе се дифузираат во просторијата и со такво светло треба да биде осветлена самата сцена која ја снимаме. Посебно треба да се избегнува она светло насочено директно во лице. Тоа е прво делува на реклама, второ TikTok не форсира такви видеа и она што за сигурност може да се каже дека TikTok поддржува видеа со нормално осветлување, меѓутоа да не бидат темни, односно има одреден алгоритам, дел од алгоритамот кој ја проценува, нели, го проценува степенот на видливост во аспект на осветлување и доколку е сосема нормална видливост и осветлувањето, тогаш ќе го поддржи тоа видео. Ова што го кажав со стој, значи тоа се фрази кои предизвикуваат посебно внимание и го ловат всушност, ја ловат нашата концентрација. Стој, чекај, пази сега, внимавај добро, всушност тоа се, нели, совраќајни знаци, се опомени кои ги слушаме неколку пати во денот, од најмала возраст па се до пензионерски денови. Значи се тоа зборчиња кои се врежани во нашата подсвест и доколку тие истите се појават во текстот на приказката, може да предизвикаат ефект на јадица и да го уловат вниманието на гледачот за уште некоја дополнителна секунда. Исто така, промена на динамика на тонот е нешто што е познато не само кај TikTok видеата, туку е начин како да се најави нешто кое доаѓа во продолжение. И затоа и овој слайд кај една забава со диџејот вообичаено го намалува ритмот пред да го експлодира, нели, следниот семпл. Значи пред следниот сет да почне, кој ќе дојде врвот да речеме на песната, пред тоа
тој прави припрема така што го забавува темпото за следната песна која ќе дојде со нели најакиот момент да се направи експлозија. Истото тоа се прави и овдека. Се застанува целата музика, се застанува се за да се дојде до нов ритам, нова музика која треба да ја продолжи приказката во иста динамика или во подобра динамика од тоа што претходно сме го имале како динамика на видеото. Ова веќе го дискутиравме, промена на фокус и агли, посебно кога снимате видеа кои се face to cam, со цел да се разбие монотонијата, може да ги снимате во различни простори, да менувате позицијата на камерата, еднаш од лево, еднаш од десно, еднаш нели точно право, еднаш од доле, еднаш од горе, со цел секое видео да биде интересно за гледачот и да рече че ќе видам сега на следно видео од каде ќе се снима. Значи само тоа е доволно да му го предизвикате како побуда да го види следното видео и он ви е купен уште 3 до 5 секунди и со самото тоа што он го гледа следното видео ја слуша и приказката која оди паралелно со видеото. Тука сме да развиваме бизнис кој е базиран на продажба, што значи треба некако и продуктот да го вметнеме во целава приказка, а да не забораваме дека не продаваме, туку делиме пријателски совети. Па затоа тоа треба да се направи максимално суптилно, а еве како е направено кај ова видео. Значи, првиот пат кога се споменува продуктот, вели не мора да одите во Африка, го има тој кај нас да се купи. Она што би било класична грешка кај многу други видеи, кои ќе предизвика 50% од луѓето да не го изгледат остатокот од видеото е, ако сакате да го купите, одете на таа и таа страна, или ако сакате да го купите, во моментов е на акцијска цена, тоест веднаш се преминува директно на продажба. Не, значи прво треба суптилно да го уфрлиме продуктот во целата приказка, како тој помага во проблемот со кој сме ја креирале јадицата и за кој сме го уловиле вниманието на гледачот, и сега полека треба да му кажуваме дека ние, освен што збориме за неговиот проблем, имаме и решение за неговиот проблем. Кога ќе дојде момент, бидејќи не е само да го покажеме продуктот, треба и да го продадеме, треба да се сетиме дека продажбата не треба да биде директна, нападна, повторно тоа треба да биде како пријателски совет, со покажување. Тоа е посебно добро е направено во ова видео со покажување на екран. Еве, види, толку пари е, не може да има лаги, за тебе една цена, за друга цена. Ако сакаш да го купиш, оди на таа страна, што значи ако сакаш оди на таа страна, не ти велам оди веднаш на таа страна и нарачај го. 50% од луѓето зинет нема веднаш да отидат да го нарачат тој продукт, што значи треба сето тоа да биде меко, полека, ненаметливо, дека ние сме му дале пријателски совет како да си го реши проблемот и исто така му кажуваме каде може да си го набави продуктот за да го реши проблемот. Ако вака пристапиме, во никој случај нема да предизвикаме чувство на гледачот дека нешто му продаваме, туку дека го советуваме за проблемот за кој дискутираме, односно му даваме решение за нешто за кое ни го отстапил неговото внимание. И бидејќи веќе сме во ситуација да му нудиме нешто, веројатноста е 50% дека ќе имаме гледач што веднаш ќе купи и може би ај не 50%, меѓутоа оние што се спремни да купат се негде од околу 20%, 80% им треба уште дополнителен момент за да донесат одлука да купат.
според некои анализи и статистики, 20% од луѓето се спремни веднаш да купат кога нешто ќе им се допадне. Сега, на оние што им се допаднал продуктот, тие што веднаш ќе го купат, супер, имаме можност да продадеме уште нешто, затоа што имаме гледач на кој сме му влеле доверба, и ако веќе тој гледач ни верува, зошто да не си купи уште нешто од нашиот асортиман на продукти кои во голема мера сме сигурни дека не го познава, и зошто да не го засилиме ефектот или да му понудиме нешто дополнително за подобрување на неговото здравје. Додека оној поголем процент кој има интерес да го купи, меѓутоа му треба уште некоја плюс информација или му треба потврда од некој пријател, од друг гледач, од коментар, нели, за да се одлучи, да донесе одлука, тогаш е згодно да му понудиме алтернатива, ако цената го двоуми, ако начинот на користење го двоуми. Секогаш треба да имаме спремно план Б и да успеем да се обидеме преку едно вакво видео да му понудиме алтернативен продукт, кога веќе сме го уловиле неговото внимание, ја имаме неговата доверба и останува само да го погодиме со соодветниот продукт. Ако четката за заби не е она што со сигурност може во моментот да одлучи да го купи, тогаш да пробаме, еве, пример, со пастата за заби, како план Б. Ова се тие 13 мали тајни на големите мајстори кои се користат во многу вирални видеа и носат за гарантиран успех ако правилно се искористат и ако се применат во што поголем број во едно видео. Како што кажав на почеток, сигурен сум дека ќе биде тешко да се стават сите 13 моменти во едно видео, меѓутоа со добра пракса, со анализа на сработеното и со континуирано усовршување и подобрување на секое следно видео, верувам дека не сте далеку од креирањето на вашето прво вирално видео. Ви благодарам за одвоеното внимание и се гледаме во некоја следна едукација која ќе ја најдете на Infinity Sunshine YouTube каналот.